Ванчо Дисанецот е еден од најдобрите вокали на нашето рок живење. Не за овие 50 години, него и за воиднина. И нема да ми помогнеш пред да ги добиеш нашите благодарници. За момент само. Ете вака, ќе го прегрнам како вие исто тоа да го правите. Тоа е нашиот другарски поздрав. Хаук! Чудна работа сега. Хаук, хревам рака, немој да мислите дека ова е на Хитлер поздравот. Не. И он научил, украл и ние мислиме сега дека он се измислил. А вака, брату мој, значи, Крсте Јованов, овде е Мавијан, Хаджи Мустафов, да излезат сите овде на сцената. И Гоце Апостолов и Ванчо Петров, а он зашто е до мене, овде ќе му го врачам ова признание. И на крајот доаѓа Никола Андонов. Овој Никола го знаеме како Коки, а лалда му е. Значи, оди до перфекција. Не е ништо ово. И јас него дома кога го слушав, свире два пати подобро. Братиме, колега мој, еве ти рака. И да знаете, они се криви зашто дојдовме во овој караван преку Штип. Преку Штип дојдовме во Неготино, идниот пат ќе бидеме во Кочани на 8 мај, петок ден. Исто правиме рок хепенинг 20 години во име на Сдружение на рокери, како што има Сдружение на уметници, на поети, на писатели и не знам, на рибари, да речем, или на ловчи. Ете и ние имаме наше сдружение. И идеја на Гоце, Апостолов, ајде Гоце. Гоце е многу скромен, своеврсен виртуоз е. Дома кај него правевме една журка до рани зори. А овај Ванчо Дисанецот пееше цела ноќ. А Гоце го пратеше и свиреше, али на гитара е уште подобро. Аплауз. И на крајот имаме за Мавијан, нашиот познат тапанар, инаку е магистар. Немој да мислите дека ние покрај рок-н-ролот немаме и други професии. Не е битно, некој од нас се доктори, магистри, идниот пат некој од нив ќе влезат во Министерство за култура, можеби. Или ќе бидат на друг начин негде и ќе речат да, ние постоиме, работиме и сакаме и љубиме. И на крајот овој колегата басистот. Еј, добро доктор. Он ќе каже два збора. Ајде, пријателе мој, односно колега. Па да ги поздравам сите што се одредија да дојдат денес. Мислам дека уживате до сега, а од сега уште повеќе. Неш завод ме боле. Сега наред, ако нема кој друг, како група ќе настапи, ќе поканувам моите млади колеги, јунаци на своите инструменти. Да не ги фалам, тие ќе отсвират, па после ќе кажеме два збора. Еве, јас ќе ја земам гитарата, веројатно се негде овде. Дечки, оди!